Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте во уште едно ново издание на утринската емисија Нов ден, поточно вториот дел, како што е општо познато, секогаш одстапуваме минути за темата на денот. Денес имаме една специјална тема. Уште на почетокот на новата сезона на Нов ден разговаравме во врска со оваа тема со еден наш тогашен гостин, кој што и денес е присутен во студиото и ќе ви го представам. Денес ни помалку ни повеќе, кај нас се младоженците од Шопската свадба. Па чест и задоволство ми е да ви ги представам ова утро кај нас во студиото господин Александар Петров. Добро утро. Добро ве најдов. Мило ми е што не поканивте на ова емисија ТВ Нова во Куманово. И мило ми е што бевме ни првите брачни парови во Куклица, локалитетот на камените кукли во Кратово. Така. Господја Даниела Петров, Даниела Ангеловска Петров. Така, добро утро и за вас. Добро утро и на вас. Така. И господин Драган Митевски, председател на Сдруженијето Етно Ризница. Добро утро, Драган. Добро утро. Така, чест ни е што сте повторно, еве и вие гостин кај нас во студиото, а овој пат во прекрасна придружба со младоженците. Така. Шопската свадба заврши одамна, немавме можност да се видиме малку порано, но еве затоа сме тука. И јас би сакала со едно специјално прашање да ја започнем оваа емисија. Како се одлучивте за свадба како што е Шопската свадба? Па имаше конкурс за Шопската свадба. Млади барачни парови бараше организаторот на Етно Ризница и ние си аплициравме. Првен се прашавме дали сакаме да учествуваме. Дали бевте согласни двајцата околу тоа? Па ја мислам да. Значи малку се размисливме за тоа, па после се согласивме заедно. Так. И рековме да, можеме да се конкурираме на овој локалитет во Куклица, да направиме една шопска свадба. И така и стана. Така и стана, значи не излекоа нас, како младоженци 2016. Дали очекувавте дека вие ќе бидете изберени длабоко во себе, штом конкурирате, сигурно се надевавте? Мора, значи се конкурираш за нешто, значи мора да имаш надеж, да се надеваш на нешто. Дали ќе биде или нема да биде, друго нема. Така. Даниела, едно вакво прашање за тебе. Сега во ова денешно време, нели, имаме современо едно модерно општество, па особено ние жените уште од мали нозе си го замислуваме каков ќе биде тој ден, денот на нашата венчавка. Зошто ти се одлучи токму за традиционалниот начин на една венчавка, да се облечеш во носија на тој ден? Па сакав да бидам поинаку од другите жени. Така, одлично. Тоа е еден убав одговор. Супер прашање. И одговор. Така, Драган, како помина самата шопска свадба? Дали вие сте задоволен како организатор? Па вака, ние 2015 започнавме со организација на Шопска свадба. Првата Шопска свадба беше одржана, значи 2015 година, на која помина во исклучително убава атмосфера. Тогаш немавме вистински младенци. Така беше, да. Сето тоа беше организирано онака ентузијастички, да видиме дали тоа ќе биде пријатно прифатено од населението, од граѓаните на Кратово и околината, и бевме задоволни од сето тоа, како тоа многу убаво помина, и се одлучивме, значи, манифестацијата Шопска свадба да ја претвориме во, како да се каже, традиционална. Така да, еве, и минатата година организиравме по сите нишани, нели, направивме конкурс на кој се пријавија одреден број на, нели, млади. Александар
Александар и Даниела ги избравме од проста причина што Даниела по потекло е од Куклица, така да тоа имаше така Тесна некоја врска со предност. Тоа сакав да ве прашам, да се Да. надоврзам. Кои беа условите кои што треба да ги Па исполнуваат? нема особено посебни услови. Еден од условите е младоженците, барем еден од нив, нели тука не можеме да делуваме, да биде од североисточниот регион, по можност што поблику, значи од локалитетот каде што ја правиме манифестацијата. Ме прашавте како сум задоволен од шопската свадба минатата година. Морам да истакнам дека сум презадоволен како јас, така и ние од Сдруженијето Етно Ризница, бидејќи навистина се виде дека ваков тип на манифестации локалното население и околината ги поддржуваат. Ние имавме повеќе дури и од 2000 посетители на локалитетот Кукли, каде што се Ви имавте одржуваше една голема свадба. Да, каде што се одржуваше шопската свадба. Значи, овој пат таа се одржуваше по сите, нели, правила, по сите адети, како што се одржувале свадбите многу одамна. Свадбата траеше цела недела, продолжуваме дури и до понеделник. Во саботата, веројатно ќе можат вашите гледачи да видат, значи, имавме едно навистина прекрасно се случуваше самото венчавање што се одржа во црквата во Кратово, така да навистина беше прекрасно. Так. Како одеа тие, Александар, тие традиционални обичаи? Ајде да слушнеме нешто од вас, самиот чин на венчавката. Како се започнува да им ја доближиме шопската свадба на нашите гледачи? Значи како? Многу е, значи, напорно да го издржиш сето тоа. Така. Таа прво треба спремање дома. Таа прво треба да се спрема се, да биде цаком паком, за да дојде главното нешто. Па, значи, кога отидов јас во тој одел кај што не облечуваа нас, беше тоа многу чудно. Ја прв пат така нешто сум облекол на мене. И кога ме облечија се комплет, викам дај да се сликам, да се видам како изгледа. И викам, ова е прав шоп, значи како ми изгледа прав шоп. Така ли, Драган, Да. беше навистина? Баш така. Да, исто слично како да гледам нешто на телевизија, значи сами од себе си викам дали сум Тоа е едно или не. доживување, да. Да. И мене ми беше многу мило што прв пат нешто на телевизија да испаднам во шопска носија и да бидам првиот младоженец у цела Македонија и цел регион и надвор од Балканот сите да гледат. Така. Значи тоа ми беше мене најмило и Така. горцун што сум прв шоп. Ние сега еве те слушаме тебе, ги слушаме твоите импресии и така натаму, но јас предлагам и за нашите гледачи. Имаме едно интервју кое што го давате мислам дека на самиот почеток на шопската свадба, па да слушнеме што велеше Александар токму во тој момент. Само ќе ми кажете како беше вашето име? Даниела Презиме? Ангеловска, сега Го сум зедовте? Петр. Даниела Ангеловска, сега Петровска, така? Да. Сега Петров. Петров. Да. Вашето име? Моето име е Александар Петров, презимето. Така, кажете ми, како одлучивте да бидете вие токму младоженецот и невестата, првите вистински младоженец и невеста на шопска свадба, како се одлучивте на овој чекор? Во Кратово имаше конкурс на шопската свадба, враќање на традицијата уназад пред многу години, да се врате назад сега да видат младите како било уназад шопската свадба. И значи ние со Даниела се конкуриравме на овој конкурс, аплициравме и добивме. Имаше повеќе парови и не избраа нас. Зошто мислите дека токму вас ве одбра? Зашто невестата е од Кратово и е од потекло од Куклица, значи права шопка. Така, автентични. Да. Ви се допаѓа ли еве оваа носија која што е стара, шопска, традиционална, што највпечатливо ви беше од целиот ден еве до сега до венчавањето? Ми се допаѓа бидејќи не сум
сонувал за ваква нешта, за ваква народна носија да носам. Во оваа време, оти сум гледал само уназад во старите времиња со носи како било. Сум гледал галечка свадба, ама не сум почувствувал како е. И сега го видов вистинскиот момент како е да бидеш во народна носија и една ваква шопска убава свадба да се направи. Така, ви посакувам среќа, планирате да живеете можеби тука? Па ништо не се знае, значи животот не знаеш кај ќе те однесе. Така, што сте по професија вие, еве? Јас сум по професија, значи, оператор во Дрекселмајер. Голем поздрав до Дрекселмајер, значи за целата моја линија, 23-та линија, десен мотор, C205 Мерцедес. Така, значи вие работите нешто многу модерно, а се вративте на корените. Кажете ми, вие сте мајка на невестата, како е вашето име? Јованка Ангеловски. Колку ви значи вам, бидејќи споменавте дека вие сте токму по потекло од селото Куклица, колку ви значи вам што вашата керка ја возобновува традицијата и е првата шопска невеста? Па премногу ми значи, зашто јас сум израснала како мала, многу често сум идела во селото Куклица и многу ми е мило и чест што мојата керка со мојот зет ќе продолжат оваа традиција. Можете ли нешто да ни објасните од што се состои незината носија, бидејќи е исклучително впечатлива? Посебно и тоа што го носи на главата и ризот. Исклучиво шопска носија, значи со овие парички, со овие саи. Така тешко ли е да се носи? Тешка е, многу тешка е. Така, претпоставам дека срцата ви се преполни и вам и на вашето семејство. Посакувам и утре да имате убав ден. Фала, благодарам. Еве, тоа беше интервјуто, вашето интервју, Александар. И значи вие бевте одушевена од самиот тој начин, од таа традиционална венчавка. Какви беа импресиите на посетителите во тој момент? Кој се ве посети на тој ден? Па значи имаше од цел регион Македонија и надвор од Македонија. Значи не ги познаваш ни луѓето. И јас кога одев по патот горе да се качам на врвот на Куклите, сите мислат дека јас сум игроворец. Да. И му викам, јас сум шопскиот зет продолжен. Чекай да се слика, наутили си стварно, јас сум, да, викам, чекай да сликам, немој така да не избегаш. И јас кога се качив горе, значи првиот адет што беше, почнат актерите да зборуваат за историјата за локалитетот на Куклите, како невестата го преколнала момчето да се скаменат сите. Значи, и дојде главниот дел, адетот по втор пат да ме бричат а чекав невестата за којно да дојде. Со тапани, со зурли, одозгоре се гледа. Значи сите снимат, сите плускаат, музика ече, сите се воодушевени од настапот и јас многу беше и воодушевени, зачуден како ова сето изгледа. Значи, спонтано сето испадна, не сум мислел како ќе изгледа ни ништо, значи сето испадна најубаво, феноменално. Јас си помина најубаво. Немав ни трема. Тоа сакам да кажам, дали имавте трема? Не, немав трема, јас немам, значи сум настапувал на повеќе вакви манифестации, немам трема. Не, на вакви не сте. Не на вакви, ама емисии, мислам сакам да кажам. Так. Даниела, нема настапувано, значи да се разбереме, немој да мислиш дека си слушнала нешто ново денес, но претпоставувам дека ти имаше трема. Да, многу. Какви беа твоите импресии, самиот Ченко, кога ја облече? Чувството во моментот ми беше најбаво и тоа. Не очекував дека ќе бидам на коњ. И тоа. Така и на коњ, значи. Да. Драган, бројка од 2000 посетители е една задоволителна бројка. Бројката и инспирира, меѓутоа и значи обврзува, значи понатаму да самата организација да ја направиме уште посовршена, уште поубава. Навистина има убави моменти. Луѓето кои беа таму присутни навистина беа воодушевени, помеѓу гостите беше и амбасадорот на Србија. Така.
која беше воодушевена, која најави посета и на наредната шопска свадба. Кум беше неговата екселенција Јацек Мултановски, амбасадорот на Република Полска во Република Македонија. Одлично. Видеото од самата свадба го однесоа на една полска телевизија каде што беше прикажана и навистина има и од Полска убави, значи моменти. По чие покровителство да напоменеме се одржа? Свадбата, шопската свадба, манифестацијата шопска свадба е под покровителство на градоначалникот и на Советот на општина Кратово. Навистина имаме една извонредна соработка Сдруженијето Етноризница со градските структури, така да сите заедно сме на размислување оваа манифестација да прерасне во традиционална, меѓутоа и меѓународна, така да добие еден таков карактер. Земајќи во предвид дека така наречената област Шоплак се протега во 3 балкански земји, Бугарија, Србија и Македонија, во иднина план е помеѓу останатото да, можеби имаме и 3 брачни пара од секоја земја по еден, така да и во Сдруженијето дојде една честитка од амбасадата на Република Бугарија, се извинија за тоа што они не беа присутни, меѓутоа најавија присуство на овогодишното издание на Шопска свадба, така да се надевам дека манифестацијата ќе прерасне во еден бренд на Североистокот. Така, да се надеваме дека ќе биде така. Да. Пред да продолжиме со разговорот, предлагам да проследиме една музичка номера која исто така во врска со оваа свадба, па ја слушаме Благица Павловска. Добро вечер на сите. Добро вечер Етно Ризница. Поздрав до организацијата од срце.
Благодарам. Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Александар, Даниела, доколку ми дозволите, јас сега би навлегла малку и во вашиот приватен живот. Колку време се познававте вие пред да стапите во брак? Па ние се познаваме околу 2 години. А толку време сте и во врска, или? Да, во врска сме 2 години и скоро 1 година више ја направиме кога сме во брак. Така. Даниела, како тазе младоженци, како изгледа брачниот живот? Сега за сега ми е добро. Тоа не знам. Секако не можеме еднината да ја предвидиме, но сега за сега е добро. Колку пати ја прегледавте вашата свадба? Многу.
многу пати. Значи многу е интересно, значи не ми останува значи монотонија, значи цело време го гледаш и нешто што не си видел, сакаш да го видиш повторно. Не знаеш? Повторно ги запазувате оние детали. Значи Предпоставам. многу убаво е, значи те воодушевува тоа што го гледаш, што си го направил. Так. Значи да оставиш и на твоите деца да видат како изгледала таа шопска свадба и татко му и мајка му. Чувари да на видат традицијата, баш Да. како што реков јас на почетокот. И сега вака, кога се одлучивте вие да бидете, да конкурирате за младоженци за шопската свадба, какви беа реакциите на вашите родители, на вашата околина? Па реакцијата на нашите родители викат, значи добро е тоа, може да дојдете, значи ваква прилика не се испушта. Так. Значи они со добри критики не упатија да одиме на шопската свадба да аплицираме. Значи се си беше во ред. Так. Сите беа радосни за вакво нешто, значи што дознаа дека ќе има конкурс и сите разбраа и тие што можеа дојдија. Так. Иако Даниела така малку помалку зборува, јас и веќе дадам едно своевидно мислење, мислам дека еден адет или еден обичај кој што тебе особено те импресионираше беше самиот чин да стигнеш на белиот конј до младоженецот. Але дали се сложуваш? Дали Да. тоа беше навистина така? Да. Так, Многу сон убаво, на супер. секоја жена. Александар, кој адет, кој обичај ти би го издвоил како обичај кој што најмногу ќе го паметиш од целокупната свадба? Значи, јас што најмногу чувствував во тој момент беше јас горе бев вкачен, а она идеше со тапани со зорли право кај мене. Пред да дојде 3 пати вртеше околу куклите. Значи, тоа е нивниот шопски адет. Так. И значи тоа ми беше највпечатливо од цела свадба. Значи бев воодушевен и сълзи ми потекоа. Значи тоа е вистинско чувство. Така. Нешто што се Драган, Да. што ќе прокоментирате вие? Па јас сум задоволен кога еве младите се задоволни. И кога се Знаме сретни, што. еве и Да, после и се неколку срет- месеци брат. Целата таа среќа и дента можеше да се чита од нивните лица навистина. Навистина беше прекрасно, а ние како организатори се потрудивме на самиот локалитет, нели долу на Кукли, во сценарио и режија на ансамблот Македонија, тоа е еден прекрасен ансамбл кој ги негува традициите. Тоа беа разиграни млади 40-тина на број, сите во шопски народни носи. Каква музика се слушаше? Се Кој ора се игра? значи се слушаше музика од североисточниот крај, се слушаше музика изворна од значи Кратовско, Кривопаланечкиот, Кумановскиот крај. Ние морам да потенцирам дека и песнава што Благица пред малку ја исполни, значи исто така потекнува од овој крај, а Благица ја слушнавме на минутогодишниот фестивал Денови на Балканска етноризница. Покрај шопската свадба, значи етноризница организира и фестивал минатата година за прв пат Денови на Балканска етноризница. Би сакал еве да ве информирам дека и оваа година ќе се одржи повтор пат фестивалот Денови на Балканска етноризница. Одржувањето ќе биде во склоп на манифестацијата Шопската свадба, ќе се одржи во саботата вечер на плоштадот во Кратово, каде што покрај ансамблот Македонија, покрај еден ансамбл од соседна Бугарија, ќе бидат присутни и исполнителите, сите оние наши уметници кои најдоа учество на првото CD на етноризница. Да. Значи една песна слушнавме од Благица, понатаму ќе ја чуеме и Бабино девојче на Нино, меѓутоа во изворна верзија, онака како што ја слушнал пред 40 години во село Бајловце. Така, ајде да ја слушнеме, па ќе продолжиме Ајде, со разговорот. Ајде, значи, одиме со музичката изведба на Нино Величковски, така рековте. Да. Аплауз за мене и Бабино девојче, која се отпојало одамна и знае моја фамилија, дека мој дедо Панчо покојен, дека е песмат Бајловски крај и многу ми е мерак што сум го, еве,
за прв пут снимија оваква оригиналну верзија. Аплауз, фала. Се надевам дека уживавте во оваа музичка изведба и во целиот наш разговор и со среќа ги гледате нашите гости кои што ви ги презентираат нивните емоции од нивната шопска свадба или венчавка. Александар, ајде да слушнеме нешто од вас за самиот чин влегувањето во црква. Значи, посебно чувство и драго ми е, значи, што попод сите адети
ги поклони со драго срце за нас. Значи беше многу чувствително во шопска носија, значи да те венча попот, да те венча, значи со сите негови адети. Тоа ми беше многу посебно драго, ансамблот, сите беа таму собрани, роднини, пријатели, сите гледа. Ми беше многу мило. Така. Да. Сега, Даниела, јас би сакала да ве прашам за еден обичај кој што и ден денес се применува, а тоа е во текот на венчавката, невестата преку прстенот или бурмата го прегледува младоженецот. Зошто е тоа така? Дали може би ти ја знаеш вистинската верзија од порано? Јас мислам дека за да мажот да биде покрај жената, цел живот да ја гледа. Драган, дали тоа навистина е така? Па да, тоа е близко до вистината, значи само неја да ја гледа. Да. Преку прстенот. Преку прстенот. Се потрудивме, значи контактиравме, консултиравме екипа на етнолози, на музиколози, на луѓето од културната фела и ги извадивме сите оние обичаи од кои ги применувале нашите предци, така да и идејата на оваа манифестација е да се сочува нашиот код, значи да се доближи до младите генерации, да почувствуваат, да видат како тоа порано нашите предци ги правеле свадбите, како се забавувале, какви биле манифестациите и така натаму. И мислам дека полека успеваме во тоа. Так, кога започнува новиот конкурс за новите евентуални младоженци? Так, значи традиционално првата недела на месец мај ние ќе Сдруженијето Етноризница ќе објави конкурс за пријавување на млади брачни парови за шопска свадба 2017, која исто така, значи традиционално ќе се одржи првата недела после Мала Богородица и тоа си има своја символика. Свадби не се правеле помеѓу две Богородици, значи помеѓу 28 август и 21 септември. Ние тоа како традиција исто така ќе го почитуваме и така традиционално свадбите, нели, шопски свадби ќе ги правиме првиот викенд после Мала Богородица. Така да оваа година тоа ќе биде на 24 септември. Со тоа што рековме дека претходната вечер ќе го организираме фестивалот втор поред Денови на Балканска етноризница, каде што исто како и минатата година ќе имаме гости учесници од сите балкански земји. И секако и на овој фестивал ја негуваме традицијата, фолклорот, меѓутоа не само фолклорот и традицијата, туку и сите оние оф-фест содржини ќе бидат присутни како и минатата година. Тоа ќе биде своеврстен целодневен панаѓур на старини, има тука доаѓаат луѓе кои изработуваат разноразни етно предмети, стари инструменти и така натаму. Значи навистина тоа ќе биде убаво да се види и ете, уште од сега сите оние кои имаат време, кои ги милуваат традициите, нема да пожелат доколку викендот после Мала Богородица бидат во Кратово. Така. Александар, Даниела, што би им порачале вие на идните заинтересирани за шопската свадба? Значи, јас би порачал да не мислат ич, да се конкурират. Значи, вакво нешто еднаш се доживува и еднаш имаш ваква шанса да бидеш во носија, шопска свадба, прав шоп да бидеш и права шопка. Даниела, колку се сложуваш ти со ова? Па, донејте во право. Така. Даниела, вака ти си помолчелива од Александар, но тоа не е секогаш правило кога ќе се тргнат камерите. Сега вака би сакала да слушнам од вас, што мислиш, што е суштината на бракот? Да имаш заеднички живот, да имаш разбирање, почит. Значи разбирање и почит пред се. Да. На тоа се темели еден успешен брак. Александар, твое мислење? Па ја мислам, да, треба да има разбирање, почит еден кон друг, согласност, љубов, да се негува бракот, значи да не се запоставя бракот, значи треба на сите
мали нијанси што фалат да се доградат тие нијанси. Значи ништо да не му фали на бракот. Се да си оде под мачката. Так. Многу ве бара и во село Конопница, кога се одржа традиционалната манифестација, очекуваа дека и вие ќе бидете еден од парот кој што ќе учествува, но ете ви од некои оправдани причини не можевте тогаш да бидете присутни, но убаво е вака кога ќе ве видиме и после толку време, се надевам дека ќе ве видиме и после година, две со дечиња и слично. Уште помило ќе не биде здравје со Господ напред и со дечиња. Значи фала на вашата покана. Секогаш сме тука, кога и да не викнете. Така, ви благодарам многу. Драган, да додадете вие нешто како организатор, да најавите нешто ново? Па, ништо повеќе, освен уште еднаш, значи да ги поканам сите, значи, кои не гледаат Шопска свадба 2017 по трет пат ќе се одржи 24-25 септември на старото место локалитет Кукли, кој е пленис од својата, нели, долговечност, со својата убавина. Приказната која се врти околу локалитетот, нели, секако е доволна инспирација за многумина кои таму доаѓаат, меѓутоа ете и манифестацијата си го прави своето. Се надеваме дека со организација на ваква една манифестација допринесуваме, нели, кон зачувување на традицијата, допринесуваме кон тоа да има поголема почит кон сето она што е наше историско културно наследство, како материјално, така и духовно. Оваа година се надеваме на подобро организирана шопска свадба. Така. Да има уште среќни младоженци, уште повеќе да ги промовирате, како што рековте, и самите овие традиционални обичаи, а и еве оваа манифестација да добие меѓународен карактер. Да, се стремиме кон тоа. Ние нашите активности во врска со шопска свадба, со фестивалот ги започнавме, како да кажем, онака со еден прв чекор кој значеше прошетка до нашите постари луѓе, песнопојци, од кои ги собравме оние стари, досега необјавени песни, дел од нив слушнавме, една од нив ќе чуеме и попосле. Значи, навистина сакаме сето она што било традиција, сето она што значи културно историско наследство, да го доближиме до помладите генерации, да се чувствуваме сите поубаво и така. Даниела, можам да ви кажам дека вие навистина бевте поинаква невеста и имавте една поинаква венчавка, која што многу луѓе ја погледнале, имале можности на YouTube каналот, мислам дека е постирана, дека е ставено видеото од венчавката. Еве, вашиот сон е остварен. Вие навистина бевте поинаква невеста. Што да додадам, освен да ви се заблагодарам што денес ни бевте гости, имавме едно одлично дружење, еве повторно ви отварам уште една нова покана за во иднина, кога сте во можност да дојдете да поразговараме и на некои други теми. Фала многу за поканата. Секогаш ни ќе дојдеме. Така. Ви благодарам, Даниела, благодарам и на вас, Драган. Ви благодарам и на вас. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ова денешно издание на Нов ден, во кое се надевам дека уживавте, не следевте од почеток до крај, го затвараме со уште една музичка изведба која што ја напомена господинот Драган, а тоа е изведбата на Душко Ѓоргиевски. А вие се до утре, до следната средба со почеток во 8 часот, имајте убав ден, пријатно расположение.